Подпредседателе, не сум задоволна од одговорот, немам дополнително прашање и ќе објаснам зошто. Во однос на поставеното прашање за пуштање во употреба на акцелераторот во Битола во клиничката болница, кажувате дека обуката била започната и прекината заради COVID-19, па еве едно објаснување за граѓаните и за пратениците. Акцелераторот е набавен во време на ВМРО-ДПМН. Бункерот е изграден во време на ВМРО-ДПМН. До едукација на доктор радиотерапевт беше обавена во трајање од 1 година во изминатиот период. Постои физичар со завршена специализација спремен за работа. 3 радиолошки техничари пуштени на едукација на клиниката за онкологија во трајање од 1 година. 2 специјалисти по радиотерапија. Кадарот е спремен за работа. Во изминатите години беше потребна само политичка волја или се што е проект на ВМРО-ДПМН треба да се уништи. На ден 15.2.2018 година еден заменик министер кажа дека новата влада одма почнала со работа, за 2 месеци, значи од 15.2.2018, ќе го пуштеле во употреба акцелераторот, ќе го врателе сјајот на клиничка болница, ќе го спречеле екзодусот на млади лекари и персонал медицински. 5,5 години акцелераторот е се уште надвор од функција. Ветувањето за квалитетно здравство за сите, за бесплатно болничко лекување на сите граѓани, за укинување на партиципацијата, за обезбедување на матичен гинеколог за секоја жена, за проширување на позитивната листа на лекови барем еднаш годишно ги однесе виорот. Останаа само лажните ветувања. Зошто? Затоа што некој сака да вози бесни мотори по другите држави, да набавува преку фантом фирми вакцини заради неспособноста на владата на ДУИ и СДСМ заради криминалот и корупцијата. Се сменија министри, 2 премиери, акцелераторот се уште не е ставен во функција. Ваквата негрижа за здравието на нашите граѓани не ја заслужуваат. Благодарам.